По Велики петок ни следува Велика сабота, ден Великден, недела, но исто така и понеделник, кој што исто така го празнуваме како Великден. Како се празнува точно Великден, односно сето она што треба да го прават христијаните овие престојни денови? Разговарам со отец Горан Стојчевски, кој што е токму овдека пред соборниот храм. Од ова што го напоменав, пред се овие денови кои што следуваат се големи денови за христијанството, па како треба вистински да се празнува овој празник? Овие денови секогаш највпечатливе се црковните богослужби, токму преку содржината на тие богослужби црквата и го повикува свете верни да земат учество во овие последни настани од Христовиот живот на земјата, на тој начин што ќе дојдат во храмовите и секако ќе присуствуваат на тие убави црковни пеења, каде што ќе се, да речам, долови самата смисла и содржина на она што се празнува и реално ќе се земе учество во тие богослужби и на Велики четврток и на Велики петок. Секако на Велика сабота е ден кога секој молитвено се собира во очекувањето на радосната вест за воскресението Христово, онака како што верниците се подготвуваат во изминатите 40 денови во текот на постот, секој според своите сили, и благословот од свештеникот каде што го добил за начинот на постење, за начинот на молење, на причестување. Сето тоа не води точно кон оваа страстна седмица, каде што навистина треба почесто да ги посетуваме храмовите и секако да учествуваме во литургијата на црквата, односно да се причестиме со телото и крвта Христови, бидејќи на тој начин го одбележуваме вистински празникот и реално учествуваме, бидејќи без воскресението Христово го нема темелот на нашата вера. Ние сме крстени во Христовата смрт, меѓутоа секако сме крстени со вера за воскресението Христово, бидејќи се погребуваме со Христа за да воскреснеме со Него, а преку тоа црквата не храни во текот на тој наш подвиг токму преку литургијата и причестувањето. Така веќе скоро ми одговорите, следното прашање ми беше и како се толкува практично Христовото воскресение. Дали би додале нешто околу Па Христовото воскресение е централен настан во животот на христијаните и во животот на светот воопшто. Христовата победа над гревот, смртта и ѓаволот секако е нешто ново што е на светот дарувано и нешто спасително. На тој начин се празнува животот, односно вечниот живот. И на тој начин ние живееме во уверувањето дека смртта го нема последниот збор, туку дека Христос токму преку страдањата, преку погребението, токму преку смртта која што ја вкусува за нас грешните, ни покажа дека смртта е токму во Него само еден премин од овој начин на постоење во вечниот начин на постоење во Него, кој што ни го ветил, на кој што пристапуваме со вера, секако веруваме во воскресението Христо, се надеваме, затоа и се трудиме да ги извршуваме Христовите заповеди и секако го љубиме Христа и затоа од таа љубов ги исполнуваме и Неговите заповеди, сето тоа и само заради воскресението Христо. Така, кажете ми, која е символиката на црвеното јајце кое што го имаме во домовите веќе, со кое православните христијани го празнуваат Велик? Па многу пати е тоа објаснето, мислам низ годините, така имаше една интернет објава доста интересна, еден така интересен начин на прикажување. Например, ако делувате врз јајцето со надворешна сила, тогаш го прекинувате животот. Меѓутоа, ако јајцето пределува од внатре, тогаш животот почнува. Така да и самото великденско јајце го символизира Христовиот гроб. Значи, од внатре доаѓа животот, односно вечниот живот преку воскресението. Црвената боја секако е традиционална, меѓутоа и другите бои со текот на времето, бидејќи слободата на човекот во творењето секако му е дадена. Црвената боја символизира крвта Христова пролеана за живот на светот.
Така и пред самиот крај, со оглед дека вечерва се случува и да го најавиме вечерашниот опход со литија околу храмот каде што и се наоѓаме, па што се би се случувало вечерва и еве и да ги поканеме јавно христијаните да дојдат вечер. Па мислам дека поголем дел од верните знаат дека вечер ќе се изврши опходот околу храмот, трикратниот опход, после тоа се објавува Христовото воскресение и во секој храм на Македонската православна црква се служи воскресна златоустова литургија како една круна на сето ова празнување каде што верниците ќе се причестат со телото и крвта Христови и на тој начин ќе посведочат за радоста на овој ден. Така, ви благодарам за разговорот и ви посакувам. Благодарам, Христос воскресе, навистина. Тоа беше разговорот овдека пред соборниот храм, а чисто само и да најавам дека токму вечерва ќе имаме и пренос во живо токму од овдека како што ја навивме литургијата, односно опходот околу соборниот храм овдека во Скопје.